Благодарам, почитуван заменик министр, почитувани пратеници. Ние тука треба да дискутираме за тема во која што едноставно владата нема аргументи и за која што треба да бидеме подсетени или да ги подсетиме оние на кои што на многу се обврзале, што немаат направено. Значи, треба да зборуваме за предлог закон за измени и дополнување на законот на финансиска поддршка на инвестиции, по скратена постапка. По скратена постапка, откако 2 години во полето на инвестициите во Македонија буквално ништо не се случува. Ништо не се случува во делот на гринфилд инвестициите, ништо не се случува во делот на капиталните инвестиции. Ќе одам со аргументација, со бројки и факти. Патем, додека зборуваме тука, господине Наумов, за вашите имагинарни инвестиции кои што никој во Македонија не ги видел, или ќе наброите тука некои инвестиции во кои што можеби ќе има 100 или 200 вработувања, истовремено денес, господине Наумов, во Панчево, во Војводина се отвара фабрика за 1000 вработувања, ЗЕФ, денес со 1000 вработувања. Едно време, господине Наумов, Македонија беше земја во која што секој месец се отвараа фабрики или имаше камен темелници. Секој месец, можам да ви ги набројувам 5 минути. Денес во Македонија абер немаме да имаме отворање на нови странски инвестиции. Господине Наумов, сите оние податоци кои што вие или Диме Велковски ги набројувате за извозот од Македонија, се токму од оние фабрики кои што вие толку здушно ги критикувавте, колку што ги омаловажувавте, а кои што сега ја спасуваат македонската економија. Немате со што да се пофалите. Господине Наумов, вие бевте на челото на оние кои што велеа не треба да има слободна економска зона во Битола. А да не беше Кромберг и Шуберт со 6000 вработувања во Битола, Битола ќе опустошеше. Што ќе се случеше на Битола да немавме таа фабрика? И сега е тешко во Битола. Да, гледаме, читајте ги бројките, господине Наумов, за пишани ученици во битолските училишта. Овие 2 години во Македонија се случува историски најголем 200 годишен екзодус како што не сме виделе. По еден куп индикатори може да ви го кажам тоа, емпириски да ви го докажам. Екзодус се случува од Македонија, невиден 200 години, по сите можни критериуми, а вие ги критикувавте оние фабрики кои што ја спасија македонската економија. И денес критикувате, а немате тука да ни кажете што се направило. Вие критикувавте Тетовската економска зона, со која што со леа 1500 луѓе се вработија за да се амортизира оно што го направивте со затворањето на Југохром, каде што цела општина Јегуновце може да се испусти. И вас око не ви трепнува и лицемерно на 3 месеци најавувате повторно рестартирање на Југохром и 700 луѓе дека ќе појдат на работа, а абер нема. Господине Наумов, го слушнавте ли вие говорот на Зоран Заев, каде што 2 недели пред локалните избори 2017 година во Јегуновце вели немајте гајле за 3 месеци, најдоцна за 5 месеци, можеби во март, можеби во мај 2018 година ќе го отвориме Југохром. Го слушнавте ли тој говор? Го има на YouTube. Не март или мај 2018, 2019 јуни дојде абер нема од отворење на Југохром. Потпиша Зоран Заев, потпиша со неговото пенкало и со неговото збор рестартирање Југохром за инвестиции, а абер нема од тоа. Господине Наумов, во тие ваши бројки влегуваат ли оние автобуси кои што се извезуваат од Ван Хол, кои што идат во Германија и во Америка? Да. А имате ли вие нова инвестиција? Апсолутно немате. Ќе преидам и ќе се вратам на оваа тема. Погледнете, господине Наумов, што се случува со инвестициите во Бугарија, во околината на Софија, во Пловдив, во еден куп други места населени. Македонија не да стагнира, не да каска, туку нема зборови што се случува. Погледнете Романија. Во Романија нема крај што не се развива. Дали е тоа Букуреш, дали е Констанца, дали е Клуж, дали е Сибиу, дали е Темишвар. А во Македонија абер немаме. Погледнете Албанија на потегот од Тирана до Драч, колку се инвестира, колку силна економија се генерира.
Во Македонија буквално ништо. Погледнете Косово, кое што пред 2 недели отвори автопат од Приштина до границата со Македонија. И кога ќе влезете во Македонија, патишта кои што никој не ги пипка. Македонија во која што 2 години оваа власт, 2 години, господин Наумов, не можеше ограда да направи на патот кон Штип за инвестиции. Па од срам, кога се пушти патов, него ни отворивте. Срам ви беше буквално да го отворите патот. Кај капиталните инвестиции одам со бројки. Господин Наумов, дали во делот на капиталните инвестиции оваа влада и гарнитура на Зоран Заев е најнеуспешна изминативе 20, изминативе 30, изминативе 40 години, кога станува збор со капиталните инвестиции? Да, најнеуспешна. Зошто? Затоа што минатата 2018 година капиталните инвестиции ви изнесуваа 65%. Во Македонија имало војни, политички кризи, одложени избори, немало влади, се преговарало, па капиталните инвестиции ни биле од 78, 80, 84, 87%. Дали, господине Наумов, уште еднаш ке речам, потврдете дека 2018, минатата, вашата година, е година со најмали капитални инвестиции во историјата на Македонија, апсолутно, 65%. А зашто е 65%? Затоа што со ребаланс ги скративте средствата, затоа што реално капиталните инвестиции беа 48%. На почетокот на минатата 2018 година алоциравте 400 милиони евра, потрошивте 197 милиони. Тоа ви е 48-49%. На крајот од годината направивте ребаланс, место 400 милиони, рековте ќе биде 300 милиони, па го дигнавте вештачки процентот на капитални инвестиции од 48 на 65%. Ами со тие 65% сте најнеуспешните во последниве 40 години во Македонија. Еве ви ги капитални инвестиции, уште ево 2008 78%, 2009 70%, 2010 87%, 2011 84%, 2012 87%, 13 82%, следната 2014 84%, 2015 84%, 2016 76%, 2017 84% и доаѓа вашата цела година на вашата влада, имате капитални инвестиции, рекорд, историски, најкатастрофална бројка од 65%, која што реално пред ребалансот изнесува 48%. Сега, на тој негативен и неславен рекорд, вие оваа 2019 година, уште послаби бројки имате. Во јануари, капиталните инвестиции ви се 1%. 1% во јануари. Во февруари, јануари и февруари, кумулативно ви доаѓа до 3%. Во првиот квартал доаѓа март 6%. Тоа ви е 1/4 од годината, јануари, февруари, март. 1/4 од годината. Треба да имате, за да ги постигнете бројките што самите сте си ги дале, да дојдете до 25%, ви имате во првиот квартал капитални инвестиции 6%. Тоа не е катастрофа, тоа е фијаско колективно на целата влада. 6%, господине Наумов. Тоа е ваш податок кој што го извадивте. Може уште многу да се зборува, времето навистина е кратко, но нема што да се каже. Буквално нема што да се каже. Вие велите ќе им помагате на компаниите. Зошто им ги зголемивте даноците? Зошто оведовте прогресивно оданочување? Едно време Македонија беше земја со најмали даноци во Европа. Нели едно време Фейсбук и Гугл ќе ги донесевте? Каде се, господине Наумов, Фейсбук и Гугл, кои што Зоран Заев лично ги најави? Ќе видиме ли некоја гринфилд инвестиција од оваа влада? Господин Наумов, сосема на крајот има уште многу работи, но би ве прашал и ова. Оваа влада, еве сега, како што му минуваат месеците, годините, кварталите, има потрошено и ќе потроши, досега потрошила 10 милиарди евра. Што е направено во Македонија? За овие 10 милиарди евра кои што оваа гарнитура досега ги има потрошено. Буквално ништо. Буквално ништо. А како последица на тоа, Македонија се празни како никогаш досега последниве 200 години.
Ке има повише време, емпириски со бројки ќе ви ги докажам тие работи. Катастрофа е во државата. Ви благодарам. Реплика заменикот министер за економија.